председателе, почитувана македонска јавност. Имено, како што споминавте, ова пративничко прашање се однесува односно се постави благодарение на една средба која што имав на барање на моите сограѓани од населеното место Огњанци, општина Петровец, на каде што повелете Илија, каде што тие уште еднаш се обидуваат во оваа борба да апелираат до институциите, до владата, да конечно го заштитат своето населено место, и кога велиме да се заштити населеното место Огњанци, мислиме и на луѓето, нивното здравје, меѓутоа истовремено мислиме и на функционалноста на самото населено место. Имено поради искупите и еколошките катастрофи кои што се случуваат во ова населено место, односно и на пола на територија со Студеничани, општина Студеничани, за жал веќе и патот до таму е прилично во лоша катастрофа, односно во лоша состојба. Тука апел и до министерот за транспорт да конечно земи, стави барем едно камче на овој пат и го подобри инфраструктурата на овој пат кој што го користат на граѓаните од населеното место Огњанци, но верувајте дека ова пративничко прашање од моја страна е само уште една од низите каде што јасно кажува дека системот во државата не функционира. Јас претходно имав прашања поврзани со населеното место Горно Куњари, исто така и во текот на вчерашниот ден бив контактиран и од нивна страна за да пренесам дека повторно тие не може да се го најдат својот мир и дека апсолутно институциите потврдуваат дека граѓаните за жал се оставени самите, буквално самите да се изборат или да издвојуваат ова борба со оно што се случува, тоа е навистина уништување на сопствените домови. Бидејќи од страна апсолутно на овие копачи и бидејќи времето е кратко, апелирам институциите да се разбудат, системот конечно да функционира и навистина да застанете на страна на граѓаните и на населеното место на Огњанци, меѓутоа еве и во Куњарињата како што бев информирана. Ви благодарам.